Браво! Секој ден низ граничните премини, аеродромите и поштенските центри во земјава минуваат илјадници луѓе, возила и пратки. За повеќето тоа е само уште еден ден, но меѓу нив понекогаш се крие дрога, оружје, големи суми непријавени пари. И шверц што не смее да остане незабележан. Додека човечкото око бара сомнително однесување, постои едно сетило кое речиси никогаш не греши. Носот на тивките инспектори на царината. За да се работи со службено куќе, поготово со царинско куќе, треба да има водичот и куќето првен и основно добар спој. Еден со друг да си верува. Браво, 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 браво! Тие се високо обучени и специјализирани за откривање на наркотици, на оружје и муниција, како и готовина, односно пари. И точно да детектираат и да го маркираат местото каде се наоѓаат овие средства. Тие не носат униформа, не зборуваат, не испрашуваат, но секој нивен чекор е дел од внимателно изградена операција. Ова се четириножните цариници, елитен тим кој секојдневно поминува часови во тренинг за да биде подготвен за само еден мирис, оној што ќе открие вистината. Македонската царина располага со 6 службени куќиња. Нивниот најважен дар е извонредното сетило за мирис, но за успешна детекција клучна е врската меѓу куќето и неговиот водич. Имаме донација 2 лабрадори од Јужна Кореја, обучени само за наркотика. Шпрингерите и другиот лабрадор се обучени за дрога, пари и оружје. Збориме сите видови на дрога и од пари збориме фунта, долар, евро, франак. За нив работата никогаш не е игра, но токму преку игра се создава довербата, дисциплината и прецизноста, што подоцна спасуваат истраги и откриваат шверц. Рекс е еден од најискусните членови на тимот. Шпрингер Шпаниел, дониран од Германија, обучен за откривање дрога, оружје и непријавени пари. Во својата кариера веќе има откриено 10 килограми кокаин, скриени во под на возило, во заедничка акција на царината и МВР. Зад неговиот мирис стојат и заплени од 40 килограми марихуана, екстази, оружје и готовина. Што имавме необичен случај на обид за криумчарење на наркотици во алишта. Самите алишта беа натопени со течен кокаин и цариникот кога пристапи кон детален преглед осети дека алиштата се крути и при извршено тестирање, нормално и со царинско куќе, детекција и со тестови за дрога е утврдено дека се работи за течен кокаин. Табановце, еден од најфреквентните гранични премини во државата. Низ него секојдневно минуваат стотици камиони, автомобили и патници. За неколку минути, тивките инспектори можат да проверат простор за кој на човек би му биле потребни многу повеќе време и ресурси. Куќето живее со водичот 24 сата. Куќето најстрикно нели нормално кога има и прошетка. Низ шума, дали е тоа низ населба, значи кога шетаме ние као домашно милениче од тој стил да заборави малце на работни обврски и на обука. Тука понекогаш работи Овен, лабрадор стар 1 година и 8 месеци, дониран од Царинската служба на Република Кореја. Обучен за детекција на дрога, без потешкотии се адаптирал на командите на македонски јазик и денес е рамноправен член на царинскиот тим. Значи, он има други команди, нели, с интонација на збор, ние фактички направивме реобука на интонација на наш говор. За време на нашето снимање, Рекс и Овен успешно лоцираа скриени оружје и марихуана при симулација на Табановце. Контролата не завршува на границата. Таа продолжува на аеродромите, во карго терминалите, меѓу илјадници куфери и стотици пратки што секојдневно пристигнуваат од различни делови на светот.
Доволен е еден сомнителен мирис. За вниманието веднаш да се насочи кон една единствена пратка. Трански државјанин пристигна на меѓународниот аеродром во Скопје со негови кучиња. Кога се пријави на царинска контрола, цариникот ја спроведе постапката, спроведе преглед, меѓутоа ништо не пронајде. Тука присуствуваше водич на царинско куче. Сакајќи да им стави вода на кучината што беа заедно со патникот, ги подигна хранливките и примети дека се многу тешки. И на тој начин еве имаме случај на откриена дрога, кокаин, каде што не само кучето ја детектира, туку и самиот водител на пес виде дека нешто не е во ред со тежината на хранливките и откривме значителна количина на наркотична дрога. Денес шверцот се почесто патува без возач. Во картонска кутија, во коверт, во навидум обична поштенска пратка. Токму затоа, контролите се спроведуваат и во царинската испостава Пошта Скопје. Таму, каде што меѓу илјадници пакети, четириножните цариници бараат една единствена аномалија. Но нивниот нос не препознава само дрога. Обучени се да детектираат и непријавени пари. Евра, долари, фунти и швајцарски франци. Не ја препознаваат вредноста на банкнотите, туку специфичниот мирис на бојата со која тие се печатени. Они во суштина ги препознаваат самата миризба на бојата со кои се правени. И потоа ги распознаваат и тие работат со тренинзи со различни валути да ги препознаваат мирисите. За секое куче се води досие, детален опис на сите активности. Ние имаме за секое царинско куче во кои акции учествувало, колку е ефикасно, какви резултати има. За секое негово дејствување имаме соодветна евиденција. За секоја заплена стои приказна. Некои случаи започнале со едно кратко задржување, други со едно ненаметливо седнување покрај куфер или покрај камион. Кај бразилски патник при сама контрола детектира 2 килограми хероин сокриени во багажот, во куферот, во дупло дно на патникот. Секако не можеше да пројди и незабележително од нашето царинско куче. И нивната работа има свои правила. По околу 20 минути активно пребарување следуваат 40 минути одмор. Работниот век на царинските кучиња вообичаено трае 8 години, а потоа нивната подготвеност ја оценува инструктор, кој доколку се исполнети условите им ја продолжува службата на секои 6 месеци. 8 години им е работниот век, со тоа што инструктор може да им продолжи работен век со 6 месеци со проверка. Значи можат конкретно да работат помали тераси и до 10 години без никаков проблем. Кога работниот ден ќе заврши, следува нивната најголема награда – играчката. Пофалбата од водичот со кого живеат под ист покрив. Моментот што за нив значи успешно завршена задача. Кога ќе иде на работа, он конкретно знае више дека е ставен во возило и дека треба да изработи нешто. Награда за кучињата е кажано конг, тоа е, значи, специјална гума, ова е конг, што е направено специјална гума, значи ни една друга гума нема ваков мирис ко конгот. Ова на него му е игра, он го сака превише конгот, он фактички се забавува со оваа играчка. Он кога ќе таргира, кога ќе маркира мирис, дали е на дрога, дали е на оружје, дали се на пари, он очекува награда, дека неговата работа има нели изработено, има најдено нешто. Ние тогаш го наградуваме со оваа играчка со конг, после тоа продолжуваме со игра. Му ја даваме, му ја земаме, значи го веселиме кучето до некој степен, до врхунат со она да биде стрекно. Па ја завршиме таа процедура со игра, го внесуваме во возило, му даваме водичка да пие и чекаме да звони за да си идеме дома. Тие не знаат колкава е вредноста на заплената, не знаат колку криминал е спречен, но секој нивен сигнал може да биде пресуден. Додека граѓаните ја преминуваат границата без да ги забележат, тивките инспектори веќе ја извршуваат својата работа, дисциплинирано и со едно од најмокните оружја во борбата против шверцот, нивното извонредно сетило за мирис.
Најсвеж случај ни е случајот со пола милион евра, криени на граничниот премин Табановце при влез на странски државјани во Република Македонија, каде што искуството на царинските службеници од мобилните тимови и водичот на царинско куче, заедно со царинското куче ги препознаа, селектираа возилото и кучето успешно го маркираше местото и ја пронајдоа таа огромна тума на девизни средства готовина, евра. Основна индиција беше на царинскиот службеник дека има одредени делови во возилото преправани. Тоа беше првиот индикатор дека нешто не е во ред, за да се пушти царинското куче да изврши детекција. Во едно возило има фатено екстази, марихуана и кокаин. Има фатено доста количина на марихуана. Задните 10 килограми кокаин ги лоцираше Рекси, Шпрингерот дониран од ГИС. Збориме за пола кило, 200 грама, 300 грама, има многу, што се као рутина. Марихуана имаме многу количество, значи поголеми количини на марихуана фатено. Последна заплена околу 44 или 45 килограми. Сме имале случаи со тетрапак пакувања за сокови. Сме имале случаи исто така во јоги за спиење. Во 11 јоги имаше околу 300 килограми марихуана. Сме имале и случаи исто така во бандажи за патнички возила, каде што била спакована дрогата, хероин, и нашето куче го детектирало и го маркирало местото и откриена е самата дрога. Сме имале исто така во плински боци за патнички возила и на многу други места. Вие не го гледате ни багажот, ни човекот повеќе со исти очи после вакви случаи. Така е, да. Има многу необични случаи и тоа ни е предизвик во секојдневното работење да откриваме све нови и нови случаи. Кучињата, значи, се секојдневно фактички на обука. Значи, ние обавезно кучињата, пошто секој возило нема недозволени субстанции. Значи, ние ќе изработиме во текот на денот 3, 4, 5, 6 возила, дали автобус, камион, и во текот на денот обавезно наши проби, значи наши наркотики криеме за кучињата да, кога ќе работат, да знаат дека има пак нешто надвор, но некое возило и тогаш се наградува, тогаш се игра да не му падне вако ефикасноста за работа, да биде активно, за да знае дека кога ќе излезе надвор, дека ќе се работи во возило, во некое има, во некое нема. Царинските кучиња од К9 единицата не се само алатка за откривање на дрога, оружје и пари, туку тие се и значаен фактор и партнер за царинските службеници.